Последните 60 од околу 1000 мигранти кои 3 дена протестираа и се содираа со грчката полиција, го напуштиле привремениот камп во Дијавата на северот на Грција. Неколку шатори останаа на полето до мигрантскиот камп во близина на границата со Северна Македонија, додека мигрантите со автобуси беа вратени во организираните кампови. Арфан Джафари од Авганистан вели дека многумина од нив биле присилени да заминат. Most of our brothers, most of our relatives, most of the asylums that are collected together here, they are going, half of them inside the camp, half of them go by force, sit it in the bus and take all the asylums to the Athens. Мигрантите во изминативе денови се судираа со полицијата бидејќи поверувале на лажните вести на социјалните медиуми дека патот кон Европа бил повторно отворен за мигранти и отие автобуси на невладини организации ги чекаат на другата страна на границата со Северна Македонија, околу 60 километри од Дијавата. Конвоите луѓе на патот до границата беа пресретнати од полицијата која користеше солзавец за да ги растера. Полицијата приведе неколкумина од мигрантите кои немале валидни документи. Никос Рагос, координатор за миграција во Северна Грција, изјави: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εδώ είναι και η δουλειά λιγάκι του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, να μάθουμε ακριβώς αυτό το fake news από που ξεκίνησε, τι σκοπούς είχε και να δούμε λιγάκι ποιοι πρέπει να κινηθούν πίσω από αυτό και να μάθουν. Αυτό είναι στις ανάλογες και αρμόδιες υπηρεσίες. И кога привремениот камп почнал да се празни, неколкумина од мигрантите, како што јавува новинската агенција Associated Press, почнале гласно да се радуваат. Тие наводно слушнале дека германската канцеларка Ангела Меркел ги отвара границите на незината земја. Како и претходните, и ова беше лажна вест.